Денеска имаме нова дружба. Бидам искрена дека сум возбудена секоја сабота да бидам тука со вас, да ви спремам материјали. Јас ќе почекам додека да се вклучите, ќе го кажам она што е актуелно моментално кај мене, а тоа е менторството со хомеопатија. Значи, за кога станува збор за менторството, она што го кажувам е за сите оние што здраво, добро вечер Билјана, додека чекам да се приклучат и останатите, ќе дадам еден мал вовед за она што е актуелно моментално кај мене, а тоа е за менторството со хомеопатија. Тоа е за сите оние што ја користат хомеопатија веќе некое време, кои што гледаат како функционира и би сакале да работат со акутни состојби. Значи, ова е само за со акутни состојби, не е и за хронични состојби, која што ќе може да ви биде работа од било каде да сте. Јас работам таа од дома. Така да, доколку има заинтересирани, слободно можете да ми пишете за повеќе детали да ви испратам како би се одвивала и кога. Исто така, пред да започнам и пред да кажам денеска за кое лекче ќе се зборува, сакам да потсетам и за хомеопатскиот сет со 12 лекчиња. Ова исто така што го кажувам и како една хомеопатска мини аптека дома, што секој би требало да има. Доаѓа внатре и со мал прирачник, потоа што не можам да кажам дека е толку мал, така има доста информации кои што би ви помогнале да можете побрзо си одредите лекче за акутната состојба во која што се наоѓате. Исто така заедно со сетот добивате и еден вебинар од мене, каде што доста подетално се обработени лекчињата кои што се наоѓаат во сетот. Исто така, доколку сакате природна козметика, можете да ја посетите ivyessentials.mk, мојата веб страница, каде што можете да видите што моментално има таму. Вечерва ќе зборуваме за едно интересно лекче, кое што се наоѓа во хомеопатскиот сет. Меѓутоа и ова лекче е едно од тие лекчињата кое што може да помогне за стварно многу работи. Најчесто што најмногу сум го користела ја до сега лекчето, инаку се работи за нукс вомика лекчето, може на некој од вас му е познато. Меѓутоа, оно што сум го видела ја до сегашното искуство, лекче кое што знае да помага и за алергии, лекче кое што може да помага за настинки, лекче кое што може да помага за затнатост кога се, лекче кое што може исто така да помогне при стомачен вирус, при кога имаат гадење при патување, значи лошење на некој што им се случува. И таму имам видено од лично искуство резултати. Лекче кое што помага за чистење на цревната флора, посебно после пиење на антибиотик. Значи, буквално има стварно многу работи кои што би можело ова лекче да ви помогне. Значи, тоа е нукс вомика, инаку извадокот за нукс вомика ќе биде од оваа книга, се вика Хомеопатија во твојата дланка, доаѓа во превод. Една одлична книга која станува збор за хомеопатски лекчиња, оние што се, да кажам, што спаѓаат во најосновните хомеопатски лекчиња, со малце подетално објаснување, се за цел нели да ви биде полесно да си го одредите правото лекче. Како што знаете, хомеопатија, секогаш хомеопатските лекчиња ги одбираме според симптомите кои што ги имаме. Па да видиме за нукс вомика што велат. Значи, од што се добива? Ова многу често, скоро секогаш, и сите оние што прв слушаат за хомеопатија, ќе слушнат дека алтернативна медицина многу интересира од што се добиени лекчињата. Јас секогаш кажам, лекчињата се добиени, самото име ви кажува. Значи, нукс вомика тоа е и дрво и се вика во македонски превод му доаѓа стрихниново дрво и тоа е листопадно дрво кое што потекнува од Индија и југоисточна Азија. Семките содржат стрихнин и се исклучително гуршливи. Значи, семките се многу гуршливи. Значи, од тоа се прави хомеопатското лекче. Да видиме зашто е корисно. Корисно вика за мочен меор. Во која смисла? Значи, може да има циститис со постојан нагон за мокрење, подобрување од топлина и од топли бањи,
Олеснување, значи само кратко време по мокрење на мали количини урина. Значи можете додека имате уринарна инфекција или циститис, значи може да ви помогне ова лекче со овие симптоми. Настинка. За настинка, значи може да има кивање, не е она да кажам премногу кивање, меѓутоа го има она типична да кажам настинка со кивање и течење на нос веднаш по будење. А надвор носот може да биде запнат, а внатре да тече. Меѓутоа исто така може, јас од мој лично искуство кај моите деца сум видела дека носот може да биде и внатре запнат и има многу чуден симптом, има, значи се запнат, имаат запнатост, меѓутоа во исто време може и носот да тече. И она исто што го имам приметено навечер, посебно навечер, ако спијат, и ако видите, ова баш ми се случи пред 3 вечери со Максим, со постариот син, кога си легна, немаше ништо, значи најнормално си легна, најнормално си заспа. Во текот, додека јас се спремав за да се легнам, кога се легнам го слушнав како, буквално, затнат, значи целиот затнат и тешко му идеше, пробуваше нели на уста да диша, затоа што носот комплетно му беше затнат. Дадов една доза додека спие, затоа што знаете, јас ги користам во гранулите и не ги будам децата. Најчесто како им ги давам кога спијат, за да не ги будам, затоа што тука нели сепак не е пријатно да ги будиме децата навечер, посебно нели само што заспале, што се вика, и да ги будиме за лекче да им дадаме. Јас најчесто што правам тука овој дел кај устните, само малку ќе го нежно ќе го повлечам со прстите, да им се подотвори устата. Во овој случај на Максимум беше отворена устата, па немав потреба да ме отварам устата, меѓутоа доколку имате потреба да давате лекче навечер кога спијат, а затворени устата, еден како да кажам совет како би може да полесно. И му историв 2 гранулки. Значи, тие се многу ситни мали, многу често ме прашуваат дали може да се задават, значи не може да се задават. Премногу се ситни мали и штом доаѓаат во допир со плунката, тие почнуваат да се топат. И му ја дадов Нукс Вомика така, додека јас се спремав дека се легнам, он веќе слободно си дишеше на носот и си ја затвори устата. Значи баш ми беше како момент да го фатам моментот да видам понекогаш кога ќе се погоди правото лекче дека може за минути да функционира. Така да настинка, за Нукс Вомика настинка, значи специфично го има тоа, дека може да биде и запнатост и истовремено и да тече носот. И исто така го има и кањето, настинка го има и кањето. Например, може да ви биде како симптом, децата некогаш знаат да икаат пред да дојде настинка, како да кажам на некој начин најава. Значи најавува дека доаѓа нека настинка со икањето и тука може исто да ви биде симптом за Нукс Вомика. Нукс Вомика го има тој симптом. Може да помогне и за грип со висока температура и силни трески, полошо движење, многу чувствителност на промаја. Може да помогне за после пијанство, значи мамурлак, симптоми на мамурлак кои може да вклучат главоболки и гадење, го викаа дека е број 1 лекче за мамурлак. Алергија на полен, значи има кивање, значи созење на очите и носот, имаат раздразливост, полошот сув воздух, подобро во влажна средина. И за Нукс Вомика исто викаат дека едно од лечењето што помага за алергии кои што ги имаат за оние пациенти или луѓе, особи деца, како и да е, кои што ги имаат во секое годишно време. Значи буквално некои ги имаат во секое годишно време имаат алергија. Може и за такви алергии да помогне. Инаку Нукс Вомика е едно од најкористените лекчиња кога стана збор за Максим, кога знаел да ги има оние алергиски појави, например кога ќе на пролет или некогаш на есен или па некогаш за време на загадувањето кога знаело да ме изреагира. Исто сум знаела Нукс Вомика често да ја користам, затоа што Нукс Вомика е едно од тие лекчињата кои што малце подлабоко допираат и имаат одлична да кажам за исцелување кога стана збор за долниот респираторен систем. Така да одлично лекче кога стана збор за такви состојби. Нукс Вомика може да помогне за главоболка и мигрена. Значи, кои се симптомите? Значи, полошо одбучава, светлина и ментален напор. Полошо може да биде пред циклус,
чувствителност на светлина може да има. Несолница, за несолница јас искрено кај мене го имам ова пробано и што е важно за нукс вомика го има на будење околу 3 и 4 часа. Наутро, значи и неможност повторно да се заспе поради мисла за работа и после тоа има поспаност во текот на денот. Значи ако имате несолници, приметите дека секогаш часот е 3, помеѓу 3 и 4 наутро, тоа може да ви биде исто така многу силен симптом дека можеби ви е потребно нукс вомика да си земете. Кога сум приметила кај мене, кога сум имала потреба од нукс вомика, кога сум приметила дека се будам тоа време, секогаш сум взимала, например, кога ќе се разбудам, сум взимала доза, сум можела за многу брзо време нели да продолжам да спијам. Меѓутоа, следниот ден, како јас сум постапила, како можете вие да направите, можете и да се напиете пред да си легнете. Пред да си легнете, само една доза е доволно, значи нема потреба, тука не е нешто премногу акутна состојба како кога имаме нели настинка, грип, па да дозираме на 3 часа, него е доволно само да се земе една доза пред спиење и повторно ако доколку нели се разбудите во текот на ноќта повторно и обично 2 до 3 вечери, понекогаш и втората вечер повеќе нели не сум ја имала таа несолница, нели сепак зависност од личноста и така натаму. Значи тоа сепак вашето тело, вашиот организам ќе каже кога ќе ви биде потребно. Може да помогне за менструални болки. Значи се чувствува болка во окресниот дел и постојан нагон за празнење на цревата. Грчеви кои предизвикуваат виткање од болка и плачење. Потреба да се лежи во кревет, спазми на матката со згрчување. Значи тие се болките кои што може да помогне нукс вомика при менструални болки. За желудник. Нукс вомика исто е одличен кога може да се случи после нека мрсна, нека тешка храна, може да се има и подуеност после таа храна, да се чувствува како тежина во желудникот, може да се чувствува и гадење, без можност да се поврати. Значи се чувствува гадењето, меѓутоа не може да се поврати. Сака богата и мрсна храна и добро ја толерира. Можно чир на желудник, утренска диареја после прејадување, може да има и запек поради нарушена функција на цревата, а не затоа што столицата е премногу тврда или голема. Исто така нукс вомика е одлично лекче кај бебиња кои што имаат запек, посебно ако им било давано антибиотик, значи само што нели дошла на овој свет, имало потреба во болница поради некоја причина да им биде дадена антибиотик и после тоа имаат болка во стомакот, имаат грчеви во стомакот, значи се слушаат тие грчеви, имаат и запек со сето тоа, значи исто така тука сум видела на многу бебиња има помогнато, особено после антибиотик кога примале. Меѓутоа исто ова важи и за сите останати, например, доколку пиете антибиотик и после тоа може да имате запек или може би нели да имате некоја нелагодност во желудникот, може да ви е потребно нукс вомика. Да видиме за што може да друго да тие се, да видиме кои се, значи јас ги набрав тие, за кои симптоми, за кои акутни состојби може да помогне. Да видиме кои се менталните симптоми, затоа што некојаш симптомите се многу важни при одредување на хомеопатските лечења. Еве, например, кога има некој разразливост, кога се некој чувствуваат баш онака дека премногу мисли имаат. Тоа е најчесто го гледаме кај луѓето кои што премногу работат или ги викаат workaholic. И тука нукс вомика може многу да помогне за таа разразливост и некогаш може нели како што напоменав и ако имаат несолница може да помогнат за несолницата што им се случува. Меѓутоа други ментални симптоми се лесно се лутат и се иритираат, преосетливи се на бучава, на мириси, на светлина, може и на музика.
Настани кои може да предизвикаат симптоми: алкохол, лекови, зачини. Значи, влошувањето за нукс вомика е од бучава, светлина, утрински воздух, студ или прејадување, а се подобруваат, значи подобро им е, доколку имаат топлина, навечер, додека се одморат и на влажно време. Значи, тие се симптомите кои што ги покрива лекчето нукс вомика и јас би рекла дека се доста така многу и сегогаш ви препорачувам да си го имате при рака, затоа што дефинитивно е едно од најкористените хомеопатски лекчења што јас сум ги имала лично и нели со некои од моите деца. Доколку имате некое прашање, би сакала да ви одговорам. Или пак доколку имате предлог за следната сабота, доколку би сакала некое лекче, подетално или некоја состојба или некоја акутна состојба, доколку би сакала да обработиме, да се кажат кои лекчења, со кои симптоми ви може да помогнат, исто така слободно можете да ми предложите. Јас ви благодарам што се вклучивте, што одвоивте од вашето време да се држите вечер со мене. Ви посакувам да си имате прекрасна вечер. Гледам дека нема прашања, така да ќе се одјава. Посакувам прекрасна вечер и се дружиме повторно следната сабота. Чао!